Дури 18 кандидатски листи се поднесени за градоначалник на град Скопје за предстојните локални избори, кои ќе се одржат на 19 октомври 2025 година. Истовремено поднесени се и 20 листи за членови на Советот на градот. Државната изборна комисија ќе ги потврди кандидатурите откако ќе заврши проверката на документацијата и законската исполнетост. Според роковникот, општинските изборни комисии имаат рок до 20 септември да ги достават потврдените листи до ДИК. Потоа ќе следи жребка за утврдување на редоследот на кандидатите на единствената листа, најдоцна до 25 септември. Во вкупниот број се вклучени кандидатури од политички партии и од групи избирачи. Официјалната изборна кампања ќе започне на 29 септември, 20 дена пред гласањето. Вториот круг од изборите, доколку има потреба, ќе се одржи на 2 ноември. Поголемиот пожар во објекти за рециклирање отпад во скопската населба Трубарево. Од јавното обвинителство информираат дека не е детектирана радијација, но дека постои хемиска контаминација на теренот. Веднаш по интервенцијата беше утврден опасен периметар, а службите пристапија кон евакуација според утврдените нивоа на загаденост. Обвинителството појаснува дека не издава наредби на армијата, туку бара поддршка, на што било веднаш одговорено. Во моментот се чекаат резултатите од мерењата на Инспекторатот за животна средина, кои се уште не се доставени до јавното обвинителство. Председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, денеска ја продолжува својата тура низ главните градови, започната на 1 септември, со цел да разменува мислења со лидерите на земјите членки за агендата на Унијата, политичките приоритети и методите на работа. Оваа недела Кошта ја започнува од Атина, каде се среќава со премиерот Мицотакис, пошто продолжува кон Никозија и Рим. Утре ќе се одржат средбите во Париз со францускиот председател Макрон, а потоа и во Мадрид со премиерот Санчес, чии средби беа презакажани. Среда Кошта патува во Луксембург, а турнејата ќе ја заврши в петок во Порто со португалскиот премиер и учество на социјалниот форум. Во првите 2 недели од турнејата, Кошта веќе посети 20 земји, вклучувајќи ги Словенија, Финска, Германија и Полска. Разговорите се дел од подготовките за предстојните самити на ЕУ во Брисел, Копенхаген, Колумбија и Ангола, при што Кошта нагласи дека негова главна цел е градење консензус и единство во овие неизвестни времиња. Американскиот председател Доналд Трамп доцна синоќа упати предупредување до Израел поради неодамнешниот напад врз представници на Хамас во Доха, Катар, земја која тој ја нарече многу добар сојузник. Трамп порача дека Израел и другите актери мора да бидат внимателни кога преземаат вакви дејства, изразувајќи големо незадоволство од израелската акција. Израелскиот напад, изведен во вторникот, резултираше со смрт на 5 членови на Хамас и 1 припадник на катарските безбедносни сили. Нападот предизвика силни реакции, особено во арапскиот свет, а Катар побара меѓународни санкции против Израел и осуда на, како што го нарече, двојниот стандард. И покрај напнатоста, американските дипломати сметаат дека инцидентот нема да влијае врз односите меѓу Вашингтон и Тел Авив, Катар, каде се наоѓа најголемата американска воена база во регионот. Е еден од главните посредници во преговорите за прекин на огнот во појасот Газа. Според Дојче Веле, криминални банди во германските градови Дуисбург и Гелзенкирхен злоупотребуваат социјални програми, носејќи работници од Бугарија и Романија со лажни договори и минимални плати. Потоа, во нивно име се поднесуваат барања за дополнителна социјална помош, која завршува кај измамниците. Освен со измами, бандите дополнително профитираат преку издавање руинирани станови по нереално високи цени, кои надлежните служби се приморани да ги покријат. Иако странските државјани сочинуваат околу 5,6% од осомничените, најголемиот дел од злоупотребите ги прават германски граѓани. Сојузната министерка за труд Бербел Баз зборува за мафијашки структури и најавува построги мерки. Градоначалници од погодените региони побараа посилна интервенција од државата и ефективна заштита на системот од организирани измами.